Очите на јавноста вперени кон амнестијата за собраниските инциденти. Кој ќе добие политичка слобода ќе одлучи судот. Обвинителката Вилма Русковска, која го води предметот за крвавиот упат од 27 април, од законот толкува дека амнестија ќе добијат пратениците Крсто Муковски, Сашо Василевски, Љубен Арнаудов, Љупчо Димовски и Јохан Тарчуловски, но и двајца вработени во собранието од кабинетот на Велјановски. Во интервју за 360 степени, Русковска состав дека организаторите на протестите за заедничка Македонија не треба да бидат амнестирани, но последното мислење ќе го има јавното обвинителство. Од овој закон јасно е дека се амнестирани, например, пратениците, двајцата обвинети од кабинетот на председателот поранешен, односно председавачот во тоа време со собранието Трајко Велјановски. Според това како е сега законот, за сите останати ќе се одлучи во јавното обвинителство на Република Македонија. Не се опфатени организаторите. Тоа е мое лично мислење, не значи дека така и ќе остане до крај. Адвокатите на организаторите на протестите со поинаков став сметаат дека според законот ослободени од обвинение треба да бидат Богдан Илиевски, Игор Дурловски, Владо Јовановски и Борис Замовски. Во кривичниот суд обвинетите ги праќаат барањата за амнестија. Рокот им истекува во вторник. Дел од нив најавија дека ќе бараат слобода, дел нема. Бидејќи законот за амнестија не ги опфаќа сите обвинети за крвавиот упад во законодавниот дом, правниците го оценуваат како селективен. Решение за амнестија според одредбите од овој закон го донесува судот кој ја донел првостепената одлука. Ние првостепена одлука немаме во овој предмет. Се уште и прашање кога ќе има. Тоа е една од маните на овој закон. Второ, самата проценка. Кој каква улога одиграл, некаде може да биде многу јасно, као што е предметот за убиство на Зиедин села, обидот за убиство, таму е јасна ситуацијата, не може да бидат амнестирани според законот. Но многу е проблематично во овој предмет. Амнестија нема да има за организаторите и нарачателите за собранискиот упат од 27 април. Русковска најави, наскоро ќе се отвори истражна постапка за откривање на нарачателите за крвавиот четврток.